Rečeno je, no treba i ovoj pad da se povtori. Со темата на народно-ослободителната борба, всушност започнува нов период во континуираниот развиток на македонското прозно творештво. Од времето на народно-ослободителната борба и револуцијата до денес, таа тема е доминантна во преокупациите на сите наши најзначајни писатели, раскажувачи и романсиери. Трајното во таа тема, како борбен идеал и визија на утрешниот слободен живот, се одгласи со трајни уметнички вредности. И ке се рече, нашите писатели на достоен начин и се одолжија на нашата револуција, пренесувајќи им ги нејзините борбени хуманистички пораки на идните поколенија. Кој не го знае расказот Целанката од Копачка од Владо Малески? Во опусот на овој писател има многу ликови од народно-ослободителната борба и револуцијата што се паметат, одстојувајќи во сеќавањето како жива врска на времињата, како пркос што раѓа пркос, како непокор што раѓа непокор, како саможртва што раѓа иднина. Својата обседнатост со темите од народно-ослободителната борба, Малески ја објаснува едноставно како свртеност кон луѓето што се нашле во виорот на судбоносната војна, кон нивните внатрешни дилеми, само испитувања, распнувања, душевни кинења, поревања и простумни пркоси. Според Малески, тоа се всушност исклучителни состојби на човекот во исклучителни, неповторливи времиња. И мојот ќе го нахранат некаде вака. Син партизан имаш? 2 години веќе. Го побарав. Ама, овој командантот ваш, вели немало таков. Немало. А 2 години веќе. И татко му настрада поради него. Го однесоа тугинците. Маченикот тој Никодимски. Бог да го прости. Јачу? Што? Она за синот. Загинав ја. А надеж носи. Татка ми Игна го знаеш, нели? Го знам. Непријател. Игно и непријател. Шпион. Селски шпион. Одборникот што е настамени по куќеве ми кажа. Гласот и овде стигнал. Игно подземски непријател. Глупости. Глупости направил Игно подземски на тие години. А јас сум му син. Уште на времето нешто ми мереш дека така ќе стане. И стана. Ме гледаш вечерва. Молчам, не зборувам. Зашто мислам дека сите знаат. Ќе узнаат. Колепливец. Игно подземски. 20 години манастирски слуга. 60 години без парче земја. Покопан во
каманаријата, на целото. И никој не се прашал. Жив ли е тој некој си Игнат Ацемски? Наш селанец. Пелчанец. Борец за Ядрен. Сам ќе го прострелам. Револуцијата има своји закони, своја целесообразна логика на неизмер лишувања, своја расцутена вистина на човечко жртвување, свој црвен профил на Голгота, своја тајна на успехот. Во незините луѓе, по незиниот рбетен столб, струела крв на една исклучително вдахновена младост, готова за секој чин на себесвесно оддавање, секогаш оддавање без остаток. Таков бил Денко во романот Она што беше небо на Малески. Дел од нејзината моторна сила, нејзин најзначен представник, олицетворение на нејзината мисла. Ние не признаваме кога би. Има она што има, вели Денко, и тоа е еден од рефрените на поезијата на неговиот крвоток и крвотокот на револуцијата. Значи дојде пред цевката. Пред тебе дојдов, синко. Ете дојдов. Знаев дека ќе дојдеш. Мораше да дојдеш. Не сакав, ама ме донесоа. Пред цевката. Пред тебе, синко. Синко. Кој син? Денко не повеќе. Полицијата. Убиците. Царот! Јас повеќе не. Јас правам револуција. Ти не знаеш што е тоа револуција. Ти знаеш за предавства. Ти носиш писмо за кметот. Носам. Го дадоа, го донесов. И му го однесе трпета. Ние не даваме писмо за кметови. Не даваме. Револуција, велиш. Нагласуваш. Синко, синко. Реков, не сум ти син. Добро! Тогаш говедо! Ти знаеш ли што е душа? Душа човечка! Знаеш ли? Јас тебе еднаш да те прашам. Не знаеш. Гледаш, не знаеш. Молчиш и не знаеш. Соблечи ја кошулата. И печвите. И гаките. Соблечи ги. Жештина. Од каде иде жештината во студовиве? Од душата! Погледај ми ги косиве. Бели. Бели манастирски. Гледаш, бели! А како побелеле? Прашај ми, ќе ти кажам. Лев години и години. И не мислев на косите, на ништо не мислев. Крпев ден со ден. Собирав паберки од манастирската трпеза. Знаеш ти, Арно, знаеш ти што правиш револуција. Ете така. Ти што правиш револуција. Душата е тука главно! А душа, тоа е се што ти кажав. А не прашаш, дал жалам? Прашај ме, ќе ти речам, жалам. За животот? Не ќе. Зашто го немало? За децата? Не. Големи сте веќе. Ќерките се од овија. Ти револуција спремаш. Синко, синко.
Zašto žalam? Ne znam. Dan grešam, noćinam, za tragata što ja nema. Својата судбинска тема, Владо Малески ја проширува и до градува со романот Разбој. Доградувањето било нужно, меѓутоа тој процес кај Малески траеше толку долго, колку требаше да зацврсне сознанието дека избраниот пат е добар и дека делото на хоризонтот ветува една нова свест за човековата екзистенција во виталот на револуцијата. Надвор е луда априлска ноќ, 41-та година. Ноќ во која и джандармите мислат на себе си. Ноќ среде која зад секој затемнет прозорец дивјачки се плоди, расте, се множи цената на животот. Револуционер е ветен да не признава смртта дури и кога олеснето ќе се прегрне со неа. Ја познава горчини својата несветливост на именителот покорни македонски тогеземјани што дотлејуваат врз сите белосветски распаќа без никој да ги зауши. Па сепак не може вечерва да не мисли пријателски за неа, за смртта. Вака размислува Горчин, еден од најсложените ликови во македонската проза. Otade si, Gale, otkade ti se grobištata. Vekovite umirat, Gale. Carštiните umirat. Силите умират. Човештините умират. Кобништвата умират. Боговите умират. Книгите умират. Паметниците умират. Паметењата умират. Гале мој, се умира. Само гробиштата не умираат. Со име на драмски актор, со репутација на основоположник на модерната македонска драма, Коле Чашуле во 1970 година се јавува и како романсиер. Простум, обемен роман, е едно исклучително дело, роман хроника, а би можело да се рече и вид генеалошки роман, со многу историски теми од минатото на македонскиот народ, не малку и од минатото на другите балкански народи. Настаните, темите, личностите ги евоцира Горчин, наоѓајќи се на пат за Македонија, Прилеп, соочен со себе си и надвор од себе си, со еден најнов балкански ноктурно,
присеќавајќи се на настаните од минатото, историски размислувајќи, додека надвор е луда априлска ноќ 1941 година, реактуализирајќи во своето историско сеќавање еден своевиден родопис за земјата и народот, за Илинденското востание, Хуриетот, Балканските војни, Првата светска војна, водачите на македонското народно ослободително движење и така натаму. Всушност, Горчин, како да се преиспитува себе си низ историјата, зашто и тој во моментот се наоѓа на животна пресвртница, што е и животна пресвртница на неговата генерација и на неговиот народ. Се откорнали од нив, од гробиштата, се откорна од себе си. Вејка си што обескоренета ќе втурнат сите белосветски ветришта и сите витли. Самјаштво си, што е судено да нема мир, да нема татковина, да нема стреја и на овој век, гале мој, ни на оној. Татковината, гале мој, тоа ти се гробиштата. И се дотаму, докаде ти достигаат гробиштата, дотаму ти е татковината. И се дотогаш, додека ти отстојуваат тие, со тебе или без тебе, се едно. Жива ти е и ти просту ми татковината. Македонија не постои вон од нас самите. Не постои вон од нас самите. Обзорни се, истражија, истрадаја и ни сета европска и светска историја. Што ќе најдеш? Едно море, неколку езерски очи, една пустина, недоодни скрки, грамади од планини, од гори, црни гори, една река што ја полути на две и ја прави мост и крстопат Македонија на безмалку сите светски походи и странствувања. Горчин го завршува својот монолог, решавајќи да оди во борба за слобода на Македонија и Југославија. Тој пак ќе се јави во романот Премрежие на Коле Чашуле, но овој пат во друга раскажувачка улога. За него Чашуле веројатно има уште многу да каже, зашто тоа е лик кој е откорнат од животот на оваа наша македонска и југословенска почва, лик идејно и психолошки индивидуализиран и мощно впечатлив.
Разказите и романите на Славко Јаневски, Димитар Солев, Јован Бошковски, Живко Чинго, Ташко Георгиевски, Методија Фотев и некои други македонски писатели, инспирирани од народно-ослободителната борба и револуцијата. Тие исто така инспирираат со нови теми, со нови проекции на луѓето од самиот виор на револуцијата, на незината хуманистичка смисла и волуминозност, и не на крајот со свежина на својот израз. Например, Славко Јаневски, една исклучителна појава и личност во македонската литература. Поет, раскажувач, тој е автор на првиот македонски роман Село за 7 јасени, но и на многу други прозни дела. Значајно е да се спомене дека Јаневски, познавајќи го животот како и луѓето за кој пишувал, редовно успевал да го одбегне нивното шематско прикажување, доведувајќи ги во реално можни ситуации. Доминира впечаток за поетското како еден траен елемент во раскажувачкиот јазик на Јаневски. Во романите, па и во оние со тематика од народно-ослободителната борба и револуцијата, какви што се Две Марии и Бол и Бес, поетскиот елемент е секогаш во придружба на психолошкото задлабочување во човечките судбини, еден вид психолошка анализа, вивисекција. Две Марии е прв македонски психолошки роман. Тоа е факт што несомнено го прави исклучителен во рамките на македонската литература. Концептот на тој роман е применет со крајно внимание и доследност. Изборот на личностите и изборот на времето и фабулата, и композицијскиот и стилскиот образец, сето тоа овде е во хармонија. Каде е ранет? Во ногата, под колено. Ноги скали. Ноги скали пука во него. Не. Не. Ако ве интересира тоа како лекар пукава пред неколку дена, другото се надевам не ве интересира. Спремете врела вода. Сапун, завој и остар нож. Се е спремно. Боли ли? Гангрена. Овде ќе мора болничка интервенција. Не можеме да го носиме во болница. Затоа и ве доведовме овде. Можете вие нешто да направите? Би можел. Само кога би имал прирака оно што ми е најнужно. Ногата мора да се сече високо над коленото. Нема друг излез. На наша одговорност рековме. Доволно ли ви е тоа? Уред. Спремете се добро да ми помогнете. Јас се согласувам. Само донесете многу ракија. Тешко ќе ракијете за него. Името му е Јанко. Имаше желба да почне да раскажува. Јанко, слушаш ли, Јанко? Ти кажувам, како што сум им кажувал на сите што лежеле чекајќи го допирот на мојот нож. Името му е Јанко. А јас уште го гледам зад мрежата на неговото кревече. Него и памучниот палјачо со 2 месингани таса в раце. Јанко му говорев. Не тргај му ја ногата на палјачот, то може да го боли.
Ja sakam da go boli, mi reče. Marija. Mariji rekov, decata se sadisti. Našel cinu u životu je bolka. Da se nasmeja. Umoren si, mi reče, odmori se. To se šareni krpi, ti je ne bolat. Bolat, pak je uverov. A znajev. Paljače to boleže vo mene. Неговата скината нога стана моја болка. Таа болка ме уби. Во мојот труп постана да живе некој друг. Името му е Јанко. Изборот падна на хирургот Никола, личност мощне богата со внатрешен живот. Тој како да лебди меѓу два ножа. Првиот е овој во неговите раце, хирушкиот. Вториот е во него, длабоко во неговата искомплексирана психа. Меѓу тие два ножа е распната густата мрежа на едно меланхолично, кошмарно, горчливо траење. Две Марии, две присонети, а сепак недосонети жени, кршкаат низ психата на главниот јунак како грозоморни сенки, истовремено и убави и страсни жени, љубовници и предизвикувачи на кошмарни состојби. Иако тип на оттуѓен човек, откорнатик, Никола во еден момент од својот живот станува херој. Револуцијата знае и за такви херои. Докторе, во овој дел на градот е рација. Ќе мораме да бегаме. А ранете? Што ги правите со него? Ќе скрпи да некакви носима. Нема смисла да ризикувате. Ќе се снајдеме ние некако со него. А вас ќе ве најдеме. Далеку ли живеете? Да, на другата страна од градот. Далеку, далеку. Добро, се едно е, веќе полицискиот час е отворен. Држете го. Помни. Држете. За секој случај.